рудникот Саса Македонска каменица влезе во штрајк во периодот од март месец, втори датум до 15 март, и дека штрајкуваше 2 дена. Со тоа, значи, ги најави своите штрајкувачки барања. Првото барање основно е за зголемување на платата, второто е подобрување на условите за работа во рудникот и третото барање беше регулирање на пензијскиот стаж, работното време и други права. Така да, по поставување на овие барања и односот на, да речеме, работодавачот во првиот период беше игнорантен и не го прифаќаа тој синдикат, но сега имаме веќе подруга видлива ситуација. Значи, во Саса Македонска каменица сега се преку 400 членови на синдикатот МЕСО, додека на другиот синдикат се негде околу 100 членови кои не штрајкуваат тие. Значи, почнавме одредени, да речеме, разговори со оглед на тоа дека менеджерскиот тим увиде дека станува збор за сериозен синдикат и за сериозни барања, така да во почетокот одевне на тоа да се состаниме, но очигледно беше дека имаме различни мислења во многу правци. Така да во овој период беа вклучени луѓе од владата на Република Македонија, да седниме на заедничка маса, а исто така беа вклучени представници од Сојузот на синдикатите на Македонија, за воопшто да почнеме да разговараме и преговараме за поставените барања. Затоа поминал кај временски период, значи негде околу 15 дена, одредени работи ги кристализиравме и затоа за ден среда, значи оваа среда, 11.4. во 15 часот стартуваат преговорите со менеджерскиот тим во Саса Македонска каменица. Значи, тие преговори ќе отпочнат во каменица, во седиштето на самиот рудник. Ево, покана и за вас да присуствувате на почетокот на разговорите за решавање на овие социјално-економски прашања на работниците. Во меѓувременскиот период, значи, требаше да се оформат преговарачки тим и преговарачки групи за да отпочнат воопшто разговорите, и тоа е сторено од страна на синдикатот. Е дефиниран и утврден преговарачкиот тим од 5 членови и тоа е постојачкиот преговарачки тим и уште неколку членови кои што ќе бидат во променлив карактер. Исто така, претпоставам дека работодавачот со оглед на тоа дека ни даде понуда за преговори, дека го има оформено својот тим и очекуваме дека ќе стартуваме во среда на 11.4.2018 година во 15 часот и се надеваме дека она што е поставено како штрајкувачко барање дека ќе го исполнат, односно дека ќе успееме во нашите барања. Што доколку не се исполнат вашите барања? Па, се знае постапката. Ако не се исполнат барањата, тогаш штрајкот кој што е ставен во мирување многу лесно ќе биде активиран и ќе се отпочне со класично штрајкување. Но, наша задача е и задача на раководството на Саса Македонска каменица, исто така и раководството на МЕСО, односно синдикалната организација на Саса, да постигнеме договор со оглед на тоа дека во меѓувреме од оние разговори што сме ги воделе, имат желба за исполнување на овие барања од страна на раководството на Саса Македонска каменица. Очекувате да ви ги исполнат сите барања кои што ги доставивте до нив или можеби ќе отстапите и вие од некои од барањата? Па видите, во прашање се барања кои треба да се исполнат. За квантумот, ако зборуваме, значи тие може да бидат исполнети во период од 1 месец, може да бидат исполнети во период од 5 месеци и така натака. Значи, во поглед на стажот, тоа е потежок преговарачки процес и претпоставувам дека ќе трае повеќе време. Додека околу прашањето за плата, тоа е веќе директно прашање и очекуваме дека брзо
ќе го решиме тоа прашање, дека платите на рударите во састав Македонска каменица ќе видат покачени, односно онолку колку што од прилика ние ќе бараме или евентуално нешто во помала мера, но сепак да биде задоволително за сите рудари во рудникот. Дали може да ни ги повторите уште еднаш вака во камера кои се барањата? Барањата се покачување на платата е основното барање. Второто барање е регулирање на пензискиот стаж. Тој е период наназад неколку години кој што не бил регулиран и подобрување на условите за работа во рудникот. Значи, ние не бараме во рудникот да работодавачот донесе сонце. Знаеме дека тоа го нема и не може да го донесе, бидејќи тие работат под земја, да не речем неколку километри. Така да во тие услови да бидат, значи какви што се сега, да бидат барем подобрени и адаптирани на она што е како стандард во Европа и во други рудници слични на рудникот Саса Македонска каменица. Дали во работните групи се вклучени представници од владата? Не, владата не учествува овде. Владата имаше само задача да не седни, да се договориме за неколку прашања, со оглед на тоа дека рудникот имаше покрената некакви судски постапки против синдикатот, значи договорено е и прифатено е од работодавачот да сите судски постапки се повлечат, а од друга страна ние да оставиме штрајково умирување, што ние тоа го направиме и се очекуваме, значи, односно, веќе половина од тие судски постапки се повлечени и очекуваме да целосно тоа прашање го елиминира самиот работодавач за воопшто да почнат и преговорите. Значи, во преговорите одиме без никакви оптеретувања. Ниту синдикатот, ниту пак работодавачот. За колку проценти барате поголема плата? Па тоа, да ви кажам искрено, е еден вид како тајна и веројатно ќе биде откриено на почетокот на преговорите, но тоа ќе биде доста висок процент, што ако тоа се остvari, мислам дека во Република Македонија таков процент што добиле работници досега не се случил, но да видиме, да ги отвориме преговорите, па ќе видат кажани сите аргументи.